Од Скопската клиника за гинекологија ги демантираа наводите објавени во неделникот Фокус, во кој пишува дека за 6 месеци 80 новороденчиња починале на клиниката, а само во последните 2 недели починале околу 20 бебиња. Овие бројки се извадени од контекст. Стапката на морталитет кај бебињата е драстично намалена. Во 2004 година таа изнесувала 13,5 промили, а во 2015 стапката се намалила на 8,5 промили. Истакнаа на денешната пресконференција лекарите од клиниката за гинекологија и акушерство. На одделението се третираат сите новороденчиња кои се од транспорт ин утеро, без разлика дали капацитетот е полн или не е. Тоа значи, со бројки може да се покаже дека работиме и над капацитетот, меѓутоа секое дете го има парчето од колачот што ние можеме да му го понудиме на одделение. Фокус пишува дека последниот случај на починатото бебе бил пред 2 дена, кога мртвиот плод на мајката бил изваден со царски рез. А како дел од причините за зголемената смртност на бебињата, во неделникот Фокус се наведуваат нестручноста на дел од лекарите, инфекциите, предвремените породувања. Лекарите од гинекологија децидни, болницата работи со полна парја, а доказ за тоа е бројката од 6000 новороденчиња во клиниката само во текот на изминатата година, а целиот персонал е максимално посветен на работата која ја извршува и предизвиците со кои секојдневно се соочува. Она што е за одбележување и што може да се провери и е достапно, тоа е работата на целокупниот медицински тим според упатства кои што ги имаме на одделение и кои што се официјални. Оној кој што се бави со неонатологија многу добро знае дека има прекрасни работи кои што се случуваат во текот на таа работа и дека има страшно тешки и ненадмидливи работи кои исто така се случуваат. Што тоа значи? Најгоречката работа, неонаталниот морталитет. Комплетниот извештај за наталитетот и морталитетот кај новороденчињата ќе се направи на крајот на годината и тој ќе биде достапен за јавноста, најавија гинеколозите. За овој случај реагираа и од опозицијата. Пресконференција одржа и Комисијата за здравство на СДСМ. Според нив, бројката на починати новороденчиња, која ја објави неделникот Фокус, е алармантна. Тие го повика министерот за здравство Тодоров да излезе пред граѓаните со официјална бројка на починати бебиња. Во изминатите 6 месеци на оваа година починале дури 82 новороденчиња на клиниката за гинеколошка и акушерска клиника во Скопје. Алармантна е состојбата. Само во последните 2 недели се починати дури 20 новороденчиња, што е катастрофа за еден здравствен систем, за една држава и за една нација. На пресконференцијата на Ангелчо Антоновски реагираа и од владеачката партија. Во соопштението до медиумите, тие пишуваат дека Социјалдемократскиот сојуз нема кредибилитет да зборува за здравство, зашто СДСМ го оставија здравството со речиси двојно поголема доинечка смртност во споредба со денес, а клиниката за гинекологија и акушерство без нова медицинска опрема. Се работеше во никакви услови, во објект стар повеќе од 80 години, се наведува во соопштението.